Добар, криптоентузијасти, само еден краток апдейт. Денеска нормално ќе гледам да го направам видеото за вториот дел од апдейт на портфолио, кој што ќе може да го најдете нормално во попланените часови на нашиот канал, но нешто во однос на оно што се случува на геополитички план во овие неколку денови. Чисто сакам да ви објаснам за сериозноста на оваа ситуација. Гледам дека многу од луѓето веќе навикнаа на тоа дека веќе повеќе од 2 години имаме нормално војна во Украина и за нив тоа е сосема нормална работа, но зошто ова е надвор од нормалното? Значи, видовме што се случуваше со маркетите кога се случи оној напад од Иран врз Израел. Се сеќавате? Значи, потенцијална ескалација назад би било, нели, уште поголемо ескалирање и пад на пазарите. Значи, ова е само како пример за оно што видовме колку може само геополитичките конфликти директно да влијаат на пазарите во однос на фат, во однос на страф, така. Значи, тоа го видовме и кога ви го споделив тоа, многу од луѓето беа скептици очигледно, имаше коментари од типот на како има врска во со економијата, така. Што видовме? Видовме енормен пад на сите, зборуваме ризично и добра, без разлика дали се акции, дори во оваа ситуација би ги ставили ресурсите, со исклучок на оние кои што беа загрозени, нормално станува збор за нафтата, гасот и така натаму, каде што се останато од типот на, нели, овие клучни добра кога имаме ваков тип на конфликти, доларот, нормално цената на гасот, природниот газ, цената на горивата почнаа да растат. Значи, зошто е тоа така? Затоа што нормално во оваа ситуација луѓето се обидуваат да се заштитат. Зборуваме за конкретно во оваа ситуација влади и држави со цел да купат што повеќе од она најупотребувана во овој момент валута, а тоа е доларот, како и ресурси кои што највеќе ќе бидат погодени од потенцијален конфликт. Така да во претходниот период кога видовме ескалација помеѓу Израел и Иран, видовме точно она што го предвидувавме на каналот. Така, значи нестабилност на пазарите, енормен фат, растење на цените на горивата, гасот и доларот и пад на се останато. Така. Сега кога ви го кажувам ова за ситуацијата помеѓу Русија и Украина и незиното ескалирање, ова не е направено со цел јас да ве уплашам на пазарот, туку само да ви дадам во предвид што може да се случи од потенцијална ескалација од следен левел во она што моментално го гледаме на фронтот во Украина. Значи, чисто за компарација. Во ладната војна, во која што учествувале СССР и нормално НАТО и гериатрија во тоа време, нели? 7, значи имаме ситуација во која што помеѓу себе директно војна немало. Се разбираме, имало неколку инциденти во кои што, нели, како кубанската криза, каде што, нели, имаме две флоти кои што се сретнале едни со други и така натаму. Идејата е дека генерално директен конфликт помеѓу СССР и западните сили немало. Сите тие биле конфликти кои што биле прокси. Без разлика дали станува збор за Виетнам, дали станува збор повторно за Куба, каде што кубанските револуционери се поддржани од СССР, потоа и со, нели, носење на ракетен штит и така натаму. Значи, Авганистан и многу други места. Сите овие места представуваат прокси конфликти, се разбираме? Каде што едната и другата страна учествуваат во овој конфликт со своето влијание и оружје, но не директно, се разбираме? Значи, немаме директна средба помеѓу трупите на СССР и на останатите ЛГБТ НАТО членки. Така. Каде е овдека проблемот? Значи, тоа што јас ви кажувам дека имаме ескалација од типот на значително праќање на воени контингенти од страна на Франција во Украина, воопште не е за подценување. Значи, вчера набројав неколку причини кои што се ескалација досега невидена од овој тип помеѓу овие субјекти, сега зборувам, нели, Русија од едната страна и нормално останативе ретардирани НАТО членки. Зошто го велам ова? Значи, ние дојдовме во ситуација во која на почетокот на оваа војна членки како Германија и останатите, нели, на ЕУ и на НАТО велеа дека нема да пратат ништо повеќе од завои и шлемови, за потоа да пратат муниција, за потоа да пратат артилериска муниција, за потоа да пратат артилерија, тенкови, хеликоптери и друго. И сега веќе дојдеме во ситуација каде што треба да пратат воени авиони, зборуваме од типот на F-16, кои што се способни за носење на стратешки нуклеарни боеви глави. Тоа се оние мали нуклеарни направи кои што можат да направат голем проблем, дури и потенцијално да уништат еден цел град, доколку се искористени. Зошто велам дека ова е проблем? Русија веќе кажа, било каков тип на F-16 авион, доколку се најде на украинска територија, оние држави кои што ќе го пратат овој авион, ќе ги смета за одговорни, затоа што сенеш ќе напоменам, значи тоа се
пак ќе ви кажам, тоа е како на Украина сега да ја дадете нуклеарна подморница, се разбираме. Значи нормално дека на Украина која што ја губи оваа војна и која што е ставена буквално пред свршен чин да ја изгуби оваа војна, ќе искористи што и да биде дадено кај нејзе, се разбираме, за да нанесе што поголема штета на Русија. Така да ако вие дадете таков тип на оружје кое што потенцијално може да биде искористено во ваков тип на нуклеарен напад, вие практично нуклеарно се заканувате на Русија, се разбираме. Без разлика дали тие авиони ќе дојдат со нуклеарни боеви глави или не. Тоа е ставот на Русија. Од друга страна, тоа што го спомнавме дека повеќе од 1500 војници моментално од француската легија на странци. Без разлика дали се тие луѓе од Алжир, Србија, не знам, Мароко или не знам од каде, се разбираме. Значи, тие луѓе кои што служат во легијата на странци на Франција се француски војници и представуваат директно војници под команда на Франција. Што значи, овој контингент од повеќе од 1500 војници кои што моментално се наоѓа во два локалитети во Украина, во Славјанск и во Часив Јар, моментално представува закана за Русија од Франција. Не од Украина, од Франција. Значи, уште од почетокот на оваа војна ние имавме платеници како од Полска, така од сите останати држави, како од Европа, па дури до Колумбија, во Јужна Америка, Бразил, да не забораваме дека и од Грузија има доста, и од Чеченија. Идејата е дека тоа се само платеници кои што работат за украинската војска. Тоа не се активни војници на земјата која што ги праќа од каде што потекнуваат, се разбираме. Значи, затоа, ова е втората ескалација која што е екстремно голема. Франција активно пратила своја единица да моментално ги обезбедува Часив Јар и Славјанск поради пробивот на руските трупи и преголемото забрзување на напредокот на руските трупи. Дури до мене дојде информација од овие канали кои што ги следам, и YouTube канали како и Telegram канали, дека моментално со цел да не се ескалира од тој степен да има премногу трупи на НАТО на првата борбена линија, се праќаат овие трупи на НАТО на локалитети како што е на пример украинско-белоруската граница, која што се уште не е активна воена зона, со цел да ги заменат украинските трупи за истите да може да бидат пратени на фронтот поради недостигот на украински трупи моментално. Се разбираме? Значи до тука сме стигнати. Е сега каде е одека проблемот? Тоа што многу луѓето гледам дека го занемаруваат. Се е тоа во ред дека моментално сите знаеме дека постојат француски трупи на оваа борбена линија, така. Но вчера официјално се појавија видеа во кои што буквално трупови на француски војници со француски емблеми се најдоа буквално во борбените линии против русите. Зборуваме first person shooting, не зборуваме артилерија, се разбираме? Значи снимени од прво лице трупови со француски емблеми, што значи дека активно моментално учествуваат во војната против Русија. Прашање на време е кога, или поради ексцес во кој што би загинале преголем број на француски војници, Франција ќе нема друг избор освен да каже дека е активно во војна со Русија, или обратно во која што Русија ќе каже добро, во ред, до сега, правевме театар, наводно не се случува, но гледаме дека активно Франција праќа војници под француска контрола, без разлика дали они тврдат дека тие војници се само стратешки таму и дека се само во позадина, инструктори или не знам, техничари, инженери, тоа не менува дека активно имаат своја војска во Украина, што е недозволиво за Русија, се разбираме. Плюс, да не забораваме дека пред само еден ден премиерот на Англија активно кажа пред новинари дека на Украина е дозволено оние со долг домет оружје кои што се доставени, како што е Storm Shadow проектилот на Украина, да може да го користи длабоко во Русија. Тоа Украина веќе го прави долго време со дронови, но тоа е на некој начин во ред затоа што на крајот од денот тие дронови удираат на стратешки објекти, поголемиот дел од нив немаат некој голем ефект и затоа и гледаме дека нема ескалација. Но кога ви имате ваков тип на стратешко оружје како што е Storm Shadow проектилите, кои што може да направат голема штета, потенцијално цивилна, а знаеме дека украинците ќе го искористат тоа за цивилна штета, замислете што ќе се случи на руската страна. Веќе најавија дека доколку овие изјави на премиерот на Англија Камерон не се повлечат, ќе се смета дека Англија дала дозвола на Украина и доколку настапи било каков тип на штета од англиско оружје кое што ќе биде искористено на руска територија, Русија за тоа ќе си даде за дозвола да може да нападне англиски стратешки објекти надвор од Украина.
Дали се разбираме до каде сега оди? Да не забораваме дека пред месец дена наназад генерали на Германија, една од оние, да речам, доста срамни моменти, каде што сега, ако не се лажам, беше во Грузија, некако си аерошоу, беа фатени како активно разговараат на германски помеѓу себе, зборуваме високи генерали од Германија, дека германски трупи ќе бидат испратени, нели, undercover, под прикритие во Украина, да лансираат Таурус проектили да го уништат мостот на Керч. Тоа е оној мост кој што ги поврзува Крим и Русија. Што значи, вие имате ситуација во која што активно се праќаат, без разлика дали тоа е маскирано во украинска униформа или не. На крајот од денот, ако се утврди дека тоа се германски војници, според ДНК или нели било каков тип на анализи, на отпечатоци и така натаму, тогаш значи дека вие активно учествувате во војната против Русија. Автоматски вие сте објавиле војна на Русија, се разбираме. И да не забораваме дека потенцијална ескалација и напад на Керч мостот, кој што моментално би се случил или во текот на овој ден поради инаугурацијата на Путин, или во текот на овие следни 2 дена поради денот на победата над фашизмот, да не забораваме тоа, во Европа веќе го заборавија. Значи, потенцијално тоа ако се случи, може да дојде до многу непосакувани, да речеме, ескалации. Посебно ви го кажувам ова сега поради приближувањето на денот на победата кој што се слави најчесто во Русија. Намален е обемот со кој што ќе се слави, баш поради тоа затоа што се очекува дека Украина може ова да го злоупотреби, да изврши напад на парадата, како во Москва, така и во други градови, или потенцијално да изврши напад врз мостот, како што кажав, во кој што го поврзува Крим и Русија. Тоа е веќе најавено долго време, може да го искористи овој ден со цел, нели, да изврши као стратешка штета врз Русија. И исто така да не забораваме дека уште еден конгресмен од Америка активно кажа дека доколку Украина продолжи да ја губи оваа војна, за САД, за Мурика е непоимливо дека Украина ќе изгуби, се разбираме. До степен што овој конгресмен активно кажа дека се во разговори во нивната влада и конгрес и така натаму, дека доколку Украина не може да се одбрани, потенцијално треба да се пратат трупи на земја. Уште еднаш да се вратиме на почетокот од ова видео. Во целата ладна војна, зборуваме во неколку декади после 1945 година, иако границата на СССР била буквално на средина на Берлин, активен конфликт помеѓу армии на едната и другата страна директно немало. Што значи, ова е прв пат потенцијално да дојдеме во ситуација во која што било која од овие ретардирани земји членки на НАТО, без разлика дали е Франција, Англија или Германија, со мала, значи буквално со мало, како да ви кажам, потребно е само погрешно оружје да биде дадено на Украина во соодветно време, како што е сега. И ваков напад може директно да предизвика ескалација од тип кој што, верувајте ми, никој не го посакува. Значи тоа ќе биде катастрофа како за економските пазари, така и за целиот континент Европа. Веднаш ви кажувам, затоа што таква ескалација може да доведе до нова светска војна. Ова не е за да ви исплашам, значи ова е, мора да гледаме трезвено на работите, се разбираме. Не можеме да ги затвориме очите и да се надеваме на најдоброто. Така да во оваа ситуација бидете свесни, голема веројатност е дека ваков конфликт може да ескалира до, значи без преседан, нешто до сега невидено. И уште еднаш морам да напоменам, верувам дека овие 2 дена, денеска, утре и други ден, да речем 3 во комплет, поради инаугурацијата на Путин и денот на победата на 9 мај, се клучни каде што потенцијално може да настапи било каков тип на ескалација. Затоа во овие 3 дена јас искрено одбивам да размислувам за купување заради потенцијална ескалација. Уште еднаш ќе напоменам, ако е ескалација помеѓу Израел и Иран, која што на вистина делува врз, нели, нафтата и така натаму, да, тоа е многу сериозна работа. Но замислете ескалација помеѓу цела Европа и Русија. Тоа е неколку пати повисоко од потенцијалната ескалација која што гледавме помеѓу Иран и Израел. Имајте го во предвид, ова е нешто што треба сите да не засега, и затварање очи и ставање на главата во песок нема да ви помогне во оваа ситуација. Мораме трезвено и будно да ја следиме оваа ситуација. На крај, само уште еднаш морам да напоменам, затоа што ја многу пати до сега сум го кажал, голем светски конфликт може да предизвика и голем дел од финансиите во светот да пребегнат кон криптовалути и злато, баш поради тоа што вие не знаете која ќе биде страната која што ќе победи. Не знаете која ќе биде страната која ќе доминира. Не знаете на крајот од што и да се случи во потенцијален конфликт, кој би бил оној кој што ќе остане да биде победник,
заедно со неговата валута и капитални вредности и обратно. Така да поради оваа ситуација верувам дека многу неутрални луѓе во светот кои што имаат свој капитал би размислувале како ние и вас. Така, затоа што голема веројатност е дека вашиот капитал би бил позаштитен моментално во биткоин наспроти било кое друго капитално добро, затоа што не знаете што ќе се случува ако овој конфликт ескалира. Нормално овде го исклучувам златото, затоа што злато, нафта, биткоин се глобални ствари кои што на двете страни им се потребни. Многу пати сум го кажал, ќе го кажам уште еднаш. Подобро е да имате капитал кој што и на едната и на другата страна му е потребен, наспроти тоа да типувате дека една страна ќе победи, па да кучувате се во долари или да чувате се во, не знам, рубли или јуени. Така. Останува на вас нормално да размислите сами. Ова е само едно предупредување за наредните 2 дена, затоа што потенцијално може да очекуваме поголема ескалација. Ви благодарам, се гледаме во попланеното видео за портфолио апдейт и нормално понатаму во неделата продолжуваме со регуларна работа според вашите гласови на полот кој што го оставивме преку овој викенд, како на Facebook, така на, нели, комјунити табот на YouTube, така и на Twitter. Ви благодарам и се гледаме.